Сите, фала ви што сте присутни сите тука, заедно во друштво со министерот за земјоделие Трајко Динковски. Тука е со нас и директорката за на УЈП Сања Лукаревска, нашиот градоначалник Саше Потков и Владислав Видимчев. Оно што сме вечерва со вас да го потврдиме оно што го рековме пред 2 години дека сега велиме дека зборот важи, а тоа е сите оние политики кои што и како владата ги најавивме, а веќе во овие 2 години гледаме и како се остваруваат. Во делот оној земјоделскиот сектор кој што го предводам во моментот, можам да ги потврдам сето она што беше кажано, а дека зборот продолжува да важи. Прво што направивме зголемувањето на директните плаќања на субвенциите, каде што отидовме со 20% за растително производство, 10% за сточарските производи, односно во сточарство, што ги направивме. Многу се зборуваше и време потрошивме, а многу брзо ќе го видиме и тој ден, кога за прв пат ќе се поделат и картичките за зелена нафта. Очекуваме дека до крајот на месецот и првите зелени картички ќе бидат поделени према земјоделците. Тоа што значи? Тоа значи 3,5 милиони евра повеќе кон земјоделците, тоа значи по-конкурентно производство, тоа значи намалување на трошоците и секако подобра позиција на пазарот. Користејќи ги европските фондови, го правиме по-конкурентно земјоделството. Само кратка информација, кога велиме ние Европа и зошто ни дава Европа пари за да инвестираме во овој дел, има 3 разлога. Они сакаат да бидеме по-конкурентни, да подобриме стандарди и квалитетот да го подобриме на производите, затоа што голем дел од нашето производство оди на нивни пазари. Токму затоа не поддржуваат со финансии да производите кои ги носиме на тие пазари да ги исполнуваат стандардите, квалитетот и да бидат конкурентни. Најпрви не вративме демократијата и слободата, она што ни беше однисано и што ни беше одземено многу долго време. Сега и она кое што ни пречи, можеме барем јавно да го кажеме и врз основа на тоа да не имаме никаква санкција. По тоа се разликуваме многу од претходната власт и затоа сметам дека во октомври ќе ги отпочнеме преговорите, бидејќи сме веќе на пред вратата на Европската унија. А на вратата на НАТО веќе чукам и очекувам дека во декември ќе бидеме членка на НАТО, ќе бидеме рамноправни со останатите други земји. Она на кое што навистина посветивме максимално внимание е покрај надворешната политика, меѓутоа да го вратиме и дигнитетот и да го подигнеме животниот стандард кај граѓаните. Одлични сет мерки од социјалната сфера, кои што навистина го вративме дигнитетот и кај персоналот учителски во градинките, ја зголемивме социјалната пензија, ја зголемивме социјалната помош, ја зголемивме минималната плата, направивме огромен број на отстапки се во интерес на добровит на граѓаните. Бруто домашниот производ се очекува дека постојано ќе расте, да не заборавиме дека се намали и невработеноста и на тоа максимално се работеше во изминатиот период. Огромен број на регионални патишта се во фаза на изградба. Постепено се зголемува и бројот на капиталните инвестиции, го намаливме јавниот долг. Беше споменато дека ја укинавме радиодифузната такса, некои вели 190 денари укинале. Да, меѓутоа сега за прв пат враќаме и пари назад кај граѓаните. Повторно не идовме на критики од страна на опозицијата, не знам зошто, меѓутоа тие до сега само крадеа и не даваа никој друг да земе ништо, а ние сега веќе враќаме кај граѓаните 15% од платениот ДДВ, независно дали станува збор за стапка од 18 или од 5%. Да, навистина зборот важи и зборот е збор. Постепено, меѓутоа максимално транспарентно работиме во интерес на граѓаните. Сега сме на терен да слушнеме дали имате некоја сугестија, критика, проблем, пофалба, што би ни навистина значило многу за да водиме напред.